Ке стане ли ученикот подобар од учителот? Јужнокорејската автомобилска индустрија значаен период се развиваше со масивна поддршка од јапонските компании, но досега не се осмели сериозно да ги предизвика на нивни домашен терен. Единствениот обид колку за проба го имаше Hyundai на почетокот на милениумот, кој заврши после 9 години со само 15.000 продадени возила. Сега со напливот на новите погонски технологии работите се сменија и корејците по втор пат влегуваат на јапонскиот пазар. Адути ќе им бидат електричниот Ioniq 5 и водородниот Nexo, кои главно ќе се продаваат преку интернет. На неколку места низ земјата ќе бидат отворени така наречени изложбени бутици за купувачите подобро да се запознаат со возилата, а тоа ќе може да го сторат и во големите трговски центри. Се разработува и програмата преку која на компаниите ќе им се нуди можност за претплата на возилата. Првите испораки се предвидени за летово, а засега не се откриваат плановите за очекуваната продажба. Бројките сепак нема да бидат големи заради скоро изедначените цени со домашната конкуренција. Лани во Јапонија се продадени 3,65 милиони возила, од кои само 260.000 увозни, пред се европски.